Ако отидете во Њујоршката берза на Wall Street, таму ќе видите скулптура на бик и мечка, кои се во боречки зафат. И таа скулптура ја опишува она борба, карволочна борба на берзите меѓу понудата и побарувачката, меѓу растот на берзите и падот на берзите. И во скулптурата обично бикот е во позиција на доминација, така некако како да надвладува. И со тоа берзанските работници сакат да го представат својот оптимизам дека берзите ќе работат добро, дека ќе има раст на берзите и ќе профитираат. И навистина е така во реалност. Има растови, падови, меѓутоа на крајот берзанските работници се во печелба, во корист. Например, пред 2 години, летото, кога взе да замав ковидот, епидемијата, берзите паднаа, доживеа некој крах. Во тоа време нафтата се продаваше по цена од минус $1, бидејќи имаше залихи големи за кои се плаќаа трошоци, па оние кои купуваа количини големи за 1 барел нафта не само што не плаќа ништо, туку добиваа премија од $1. Сака овие трговци да ги празнат складовите. Меѓутоа, од минатата година, втората половина, летото, па наваму, тие не само што се ги вратија загубите од пред 2 години, туку многу профитираа. Гледаме што се случува со берзите. Така да, бикот е доминантен. Побарувачката или растот на берзите секој пат успела да надвладее над негативните резултати. Таква борба слична се води и во нас, во нашите тела. Таква. Борба до смрт. Борба меѓу духот и телото. Но, за среќа, за наша среќа, ние како христијани во таа борба не сме во клинч, таков некаков во ќорсокак, туку духот е посилен и надвладува и духот не води кон еден победоносен живот. И тоа е темата во 5 глава на посланието до Галатјаните, таа борба меѓу телото и духот. И таа внатрешна борба меѓу телото и духот се покажува и во животот, тоест во односите меѓу нас. Павле предупредува во еден момент, мислам дека беше во 40-15 стих, во ова 5 глава, слободата да не ја користиме како повод да угодуваме на телесните желби, туку да си служиме еден со друг. И минатиот пат завршивме со 16 стих, со 15 каде што Павле вели: ако пак меѓу себе се гризете и јадете, па пазете да не се истребите еден со друг. И очевидно дека во таа борба на телото и духот, галатјаните покажуваат телесност која се манифестира и во нивните односи, тоест тие почнува, има една, на крајот текстот, целата глава завршува да не сте суетни, да не живеете во конфликт. Проблемот, или основниот проблем кој го гледаме овдека во целата оваа книга и во црквата во Галатија е законот, прописите, заповедите, тоест живот, духовен живот, живот во верата, преку исполнување на правила и заповеди. Легализмот. А легализмот води кон докажување, легализмот води кон ароганција, кон суета. За да живееме во мир, неопходно е љубов. И минатиот пат видовме дека поради тој недостиг на љубов, не достига и копнежот да служиме еден на друг. И затоа Павле ги подсетува галатјаните. Наместо да задоволувате страсти, вие служете си во љубов едни кон други. Основниот проблем е погрешниот фокус. Фокусот кон правилата, заповедите
кон легализмот и отсуството на живење во дух. Или во таа внатрешна борба се дава простор на телото, делата на телото, а не она што духот треба да го прави во нас. На крајот на криштата, за да ги исполниме клучната Христова заповед, да се служиме еден на друг, е необходно љубов. А таа љубов не ја носи заповедта, не го носи законот. Таа љубов се раѓа во нас од духот. И тоа е основната тема на овој последен дел од 5-та глава. Ако правиме едно рандом истражување, претпоставам, ако прашаме што сакате повеќе, да живеете во мир со луѓето или во војна, да има љубов меѓу вас или да има омраза. Верувам дека сите ќе кажат, не, сите сакаме да живееме во мир. Сакаме да живееме со љубов еден кон друг. Меѓутоа проблемот, оној вообичаениот проблем е, нема љубов. Нема љубов. А за да има, и ние ни треба помош. Ние не можеме сами да изработиме љубов. Не можеме сами со нашите напори да произведеме љубов. Ни треба надприроден живот, ни треба божествена помош. И тоа е она што Павле го вели. Ако ве води духот, тогаш немате ништо со законот. Не треба да имате ништо со законот. Ајде да видиме како тоа Павле. И бидејќи се треба овој стих, ви велам живејте по духот. Имајќи го предвид претходниот стих. А ако се јадете и гризете, внимавајте да не се истребите. Имајќи го предвид таа конфликтна ситуација, Павле вели, живејте во духот. И така нема да им угодувате на телесните страсти. Причината за конфликтите е насоченоста на угодување на телесните страсти. Таму каде што има копнеш кон телесните, кон законот на гревот, кој делува во нашите телесни органи, таму има конфликти. За да не се случи тоа, вели Павле, живејте по духот. И овде како сакам да видиме точно на преводот, Павле вели одете. Зборот е перипатео, значи чекорање, одење. Одете по духот. Се употреба таква фраза што тоа е вообичаена древна представа блискоисточна за животот. Животот се замислува како одење, по пат. И ние велиме животен пат, неговиот животен пат. Има основно, тоа книгата Поговорки, две патеки. Едната е патеката на правдата, другата е патеката на телесните страсти или на гревот. Мудрите луѓе избираат патеката на правдата, зашто таа патека завршува со живот. Другата патека на гревот, на страстите, на похотите завршува со смрт и глупавите. Безумните тргнуваат по тој пат. И Павле истото го кажува овдека. Живејте по дух и така нема да им угодувате на телесните страсти. Тоест, одете по духот. Изберете го патот. Чекорете по духот. Нека биде воден од духот вашиот живот. Кој е проблем? Зошто им вели одете по духот? Зашто галатјаните, гледаме, тој е проблемот. Избрале да одат по законот. По правилата и прописите. Да го раководат животот преку законот, не по духот. Патот на законот. Но кој е проблемот со таквиот избор? Законот, да, ќе даде насоки. Законот ќе го покаже правилниот пат. Законот не случајно е спореден со јарем. Која е целта на јаремот? Кога ќе се стави јаремот на добитокот, му дава насока. Јаремот го спречува добитокот, бикот, волот, да застранува. Меѓутоа, проблемот со јаремот е во тоа што тој создава тежина и на крајот на криштата јаремот не му дава сила на добитокот. Само го принудува да оди во една насока. Исто е со законот. Законот може да ни покаже
каде да одиме. Но законот нема да ни го даде копнежот да ги исполнуваме правилата, заповедите и прописите. И законот тежи како товар. Духот е тој кој ги дава неопходните предпоставки за да можеме да одиме во правилната насока. Духот е тој кој ќе роди во нас живот надприроден, ќе произведе она што ни е неопходно да бидеме послушни на божествениот живот, на она што Бог го сака од нас. Лутер дава еден пример со кучињата. Вели, има кучиња кои постојано треба да бидат држани на синџир. И синџирот постојано е обтегнат. И кучето постојано обтегнатиот синџир, бидејќи тој го влечка господарот. И господарот трча по кучето. А има кучиња кои одат покрај него, може малку да застане, кој ќе го викне собственикот, тоа пак се враќа и оди по него. И во таа смисла тој, говорејќи нели за галатјаните, тие сакат да бидат водени од правилата на законот, да имат како каиш некаков кој ги води додека Христос не повикува да бидеме водени од љубовта, водени поради послушноста кон него, а не од некакво јаже, некаков јарем. Затоа вели, одете во духот и така нема да ги исполнувате телесните желби. И сега, Павле никаде не вели дека нема да има теле. Тие се факт постојат. И во нас се води таа борба, духот е прави возможна победата на нив, зашто има војна. Телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се спротивни еден на друг, за да не го правите она што сакате. И тоа е тој конфликт во христијанинот, во духовниот човек, кој Павле го представува јасно во Римјаните 7 глава од 14 стих па натаму. Тој вели таму, го правам она што не сакам, а не го правам она што сакам. Тоест, законот на гревот во нас, или телото, прави се што е можно за да одиме кон неуспех во остварувањето на копнежот што е во нас, копнежот на духот, да не успееме. Едноставно да паднеме во тој поглед. И со дека сме во телото ќе постои тоа. И затоа е тоа предупредување. Одете по духот, зашто нема друг начин на кој ние можеме да го победиме законот на гревот во нас. Не постои друг начин, освен духот во нас. Има луѓе кои се обидувале да користат човечки начини. Например, монасите, пустиниците, сметале дека ќе се преборат со таа внатрешна борба, до тоа што ќе отидат во пустини, во пештери и таму ќе живеат, на карпи. Јероним, еден од поистакнатите учители на раната црква, сведочи за неговиот обид да го направи тоа. Тој отишол со пустиници да живее, живел долги години во Витлеем, отишол во Израел, живел во пештера и за себе таму обкружен со скорпи и диви животни, вели, во пеколните жестини на денот и смрзновачките ноки се замислува в себе си меѓу девојки кои танцуваат во Рим. Лицето ми беше бледо од пост, а умот ми гореше од страстни желби во моето смрзнато тело. Тој отишол, победнал, се изложил на студ, на глад, на пост. Меѓутоа, повторно во мојот ум доаѓаа девојките како танцуваат во Рим. Ке побегнеш од овој свет. Нема начин, нема човечки начин на кој можеме да се справиме со таа војна. Таа ќе постои во нас, дел е од нас, додека сме овдека на оваа земја. Не може да побегне и да побегне човекот од соблазните на светот, таа борба си постои. Или ќе дојде апатија и ќе кажеме, па нема начин како да се справиме, ќе грешиме, или ќе користиме некои други човечки правила, прописи, ќе си наложиме некои закони, или пак, како што вели Павле, ќе одиме или ќе живееме по духот.
И одејќи по духот, триумфираме над телото. И тоа прави таа ситуација идна. Ние сме во битка и за да победиме мора да одиме по духот. А тоа значи дека сме целосно зависни од Бог. И ако ве води духот, вие не сте под законот, вели Павле. Ако ве води духот, вие не сте под законот. Со тоа Павле вели, вие сте целосно зависни од Бог. А сте целосно зависни од Бог, треба сте целосно независни од законот. Нема деловна зависност од законот во било кој дел, во било кој аспект. И потоа деловна зависност од Бог. И овдека Павле говори да користи пасивна форма. Ако во претходниот стих, во 16-тиот говореше за едно активно дејство, вие чекорете, вие го избирате патот на духот, да одите по духот, овдека веќе користи пасивна форма. Ако вие сте го избрале, и тоа е нашето активно дејство, изборот, да одиме по духот, духот не води. И ако духот ве води, ако сте водени, тоа е пасивното дејство, тоа е оној кој не води, тогаш не сте под законот. И овдека треба да потенцираме. Павле не говори за спасение овдека. Да, навистина, еден од проблемите во Галатиската црква е што тие го разбират неправилно законот како услов за спасение, меѓутоа, ова веќе не станува збор за спасение. Овдека имаме учење за наше осветување или обновување или преобразување. Законот, во било кој аспект, веќе нема улога ниту во спасението, ниту во нашето преобразување или осветување. Петата глава не говори за спасение. Петата глава говори за нашето обновување, за нашето осветување како христијани. Процесот на нашето осветување е улога на Светиот Дух. И спасението е од Бог, и нашето осветување е од Бог. Тоа е оно што Павле го вели. Нема закон. Законот нема да ви помогне вие да се осветите на никаков начин. Ние нашиот духовен живот или нашето христијанство не се сведува на исполнување на збирот правила. Некаков нежив список на закони и заповеди. Туку ние сме насочени од жива личност. И така, со духот во нас, таа божествена личност, ние го победуваме телото. Сега, тоа водство на духот не е некакво хаотично дејство. Нема тука некоја таква мистика, ние се потопуваме во некоја езотерија и тој почнува да не обновува и прави нешто. Не. Не стануваме зомбија во кој духот не анестезира и ние така несвесни го следиме. Духот, Светиот Дух, тоа е авторот на Библијата. И Духот во нас не насочува. Тој водејќи не и ние следејќи го, не насочува кон неговото слово. И тоа слово, бидејќи не е некаква обична буква напишана на книга, е оживеано во нас од Духот. Говориме за Словото на Бог, говориме за целата Библија. Не говориме за еден дел од Библијата. Читајќи Библијата, во законот ние преку Духот ќе разбереме светоста на Бог. И ќе не восхити таа светост на Бог. И таа светост на Бог ќе не смири, за да му се посветиме уште повеќе. Но тоа го прави Духот во нас. Духот во нас ќе ни открие љубовта на Бог во Словото, која ќе не восхити повторно, ќе не смири и ќе не поттикне да му бидеме послушни, покорни на Бог. Светиот Дух, читајќи Библијата, проучувајќи, сето тоа го прави живо во нас, зашто Словото е живо, действува, не е теорија, не е обична буква. Така Светиот Дух не прави свесни
за добрината на Бог, за злобата на гревот, за ужасите на гревот, за крајот на тој пат на телото на гревот. И не потикнува да одиме на патот на духот. Не. Резултатот од сето тоа е една послушност на Словото, на Божјото Слово. А нашиот живот, секојдневниот живот е показател. Покажува дали ние живееме по телото или живееме по духот. Тоа се гледа, очигледно е. И Павле тука во следните стихови ни дава списоци, 2 списока. Едниот список е список на нешто кои се покажуваат, кои се гледат, а кои се резултат на задоволувањето или следењето на законот на гревот во нашите телесни органи. И вели, делата на телото се познати, такви се. Блудството, нечистотата, безсрамноста и ние ги видим по категорија, нема се јасни се тема, нема што да објаснуваме секое. Ова категорија на неморалните активности, сексуалните гревови. И Павле ги кажува први, зашто во тоа време веројатно биле најочигледни и во тоа време дури не се сметале така за грев. Тој вид на неморал бил дури дел од поклонението во паганските храмови. Имало проституција која се извршувала во чест на боговите. Но не се следува се на тоа, нели? Животот во тело многу повеќе тоа и тоа продолжува Павле со другата област, која се така многу сериозна во тоа време, па и денес, служење на магии, вели, на идоли. И тука би ги додале хороскопите, што е сериозен проблем, луѓето денес кога отвараат портали да читат, нели, прво одат, и нема портал, политички портал кој занимава со актуелните политички, економски проблеми, да нема доздола некаде таму на страната рубрика хороскоп. Задолжително. И на телевизиите, на секаде, па има секакви такви, што нудат специјални такви некакви езотерички услуги и така натаму. Тоа е исто така она очигледна област во животот која е произведена од телото. И потоа продолжува со една долга категорија, непријателство, кавги, ревнување, гнев, раздор, расцепи, зависти. И ова е областа на нашите односи. И е најдолга, најопишена, зашто во црквата во Галатија е проблем, а и тоа е проблемот на меѓу нашите односи. Тешки се односите меѓу луѓето и тука ние како верници најмногу паѓаме. Може би не сме толку засегнати од другите, меѓутоа ова е област во која што имаме проблем. Потоа се оние зависностите, пијанство, пирови, лакомството, нели, јадењето, или цревоугодништвото и слични работи. И на крајот, нели? Пирови се тоа забави, пијанство, кај што гозби прават, пијат, јадат, и тоа е, да. Журки, да, журки. Да. И вели, однапред, велам, оние, како што реков порано, оние што го прават тоа, нема да го наследат Царството Божие. Тоест, тоа е патот. Патот на гревот или патот на телото, на крајот завршува со смрт. Тие нема да го наследат Божјото царство. И сега овдека, пак ќе кажеме дека ние како христијани не сме совршени, ние не понекогаш туку обично, секојдневно се паѓаме во грев. Може би не е во ова прва категорија, дури со мислите можеме и таму да паднеме секој ден во блудство, нечистота. Може би, ајде, толку со служење на идоли и магии нема да имаме проблеми, меѓутоа во оваа со непријателство, кавги, гнев, секојдневно, секој од нас многу пати паѓа во таа категорија. Да му позавиди на некој, да се налути на некој, да се разгневи на некој, тоа е вообичаен проблем. Павле овдека употребува нарочно еден збор, оние што го прават тоа, и тука го употребува зборот прасо, глаголот прасо, од тука и пракса.
Znači, nešto koje je tvoje uobičajeno. To je tvoj način na življenje. Tvojata praktika, praktična rabota. Ili tvojata profesija. Ona što te karakterizira. Takvi te nema da go naslede Božото carstvo. Znači, ne stavno zbor, ako padneš v greh, ako to je tvoj način na življenje, veli Pavle. To je pokazatelj дека тие живеат не по духот, туку по телото, тие имат дела на телото и тие не се во Божото царство. И продолжува Павле и вели од 20 стих, а плодот на духот е, и тука има 9 вели добродетели. Плодот, нарочно Павле, во првиот случај вели делата на телото и плодот на духот. Разликата не е така семантичка, туку е суштинска. Суштинска разлика. Зошто е? Која е суштината на разликата? Зборот дело асоцира на работа, произведување, усилби. Не. Човекот, за да направи нешто, треба да вложи труд, треба да вложи, да се испоти напор, за да го направи тоа. Машината произведува. Машината треба да ја вклучиш и да почне да работи. Да ја даваш храна, да ја даваш струја, нафта, и ја она произведува. Меѓутоа, поинаков е принципот, например, на животот на едно дрво. Едно круша дрво, тоа не се напрега. Дрвото не работи. Дрвото се живее, се екзистира. И кога ќе дојде моментот, се раѓа плод. И дрвото не се напрега да го роди тој плод, да го даде. Тој си е природен резултат, да си роди плод, си е сосема природно на дрвото. И тоа е всушност идејата за духот во нас. Духот во нас раѓа плод. Нормално е да се роди тој плод. То не е наше дејство. Ако беше употребен зборот дело, тоа ќе беше асоциација на закон, на легализам. И затоа Павле употреба збор раѓање, плод, раѓање на плод. Зашто со тоа се елиминира нашиот труд, нашиот напор. Тоа е дејство на духот во нас. Присуството на духот нормално раѓа она што треба да го роди. Тоа е идејата овдека. Духот го раѓа својот плод на присуство во нас. И тој плод, гледаме, е целина. Еден е плодот и во него се изброени 9 работи. Тие се неразделна целина. Како зрната на еден грозд. Грозд се вика, нели? Струме се викат гроздак. Грозд. На еден грозд има многу зрна. И сите се целина. Сите го прават тој грозд. Со други зборови, не може да има љубов, а да отсуства благост или добрина. Тие одат секогаш заедно. И не случајно, и уште нешто, што е карактеристика на плодот, плодот има потенцијал во себе да се репродуцира. Кога плодот ќе падне на земја и ќе изгние, тој плод ќе даде ново дрво. Ако падне на соодветна земја. Внатре има семе во тој плод. Семе кое се размножува. Љубовта не се троши во нас. Љубовта дава повеќе љубов. Мирот произведува повеќе мир. Духот во нас раѓа. И не се троши тој плод во нас. Напротив, тој плод треба со текот на времето да стане уште поголем, да расте, да се репродуцира. И не случајно прва е љубовта, бидејќи без љубовта, која е родена од духот во нас како плод, ние не можеме ништо друго да направиме од сето она што се бара. Затоа Павле им вели, љубовта е таа која што ќе ви помогне да се служите еден на друг. Каде што има љубов, таму има служење. Каде што
некои велат, и јас сум согласна со тоа дека кога кажува за плод, кога говори за плод Павле, има предвид љубовта. А се оно друго е манифестација на љубов. Зашто каде што има љубов, таму има радост. Каде што отсутства љубовта, има омраза. Има гнев. Каде што има љубов, има мир. Каде што нема љубов, отсутства мирот. Каде што има љубов, таму ќе бидеме трпеливи. Каде што има љубов, ќе бидеме благи, ќе бидеме добри и ќе се бидеме верни едни на други. Ќе бидеме кротки и ќе бидеме воздржливи. Каде што отсутства љубовта, спротивните работи се појавуваат. Така да, сето тоа оди заедно со љубовта. И затоа Павле вели, вие се јадете, вие се завидувате, вие сте суетни. Зошто? Зашто тргнавте по телото. Тргнавте со делата на телото, ви не достига љубов. Ви не достига љубов, зашто не одите по духот. Зашто не ве води духот во животот. Вие гледате да исполните легалистичка форма на закон, на заповед, и се јадете и се истребувате едни со други. Неопходен е да во молитва, во слово, живот со духот. И независно од околностите, тие постојано се во нас. Радоста не влијае од околностите. Мирот не се влијае од околностите. Зашто оној што го има духот во себе, ја има сигурноста, ја има надежта. Дека што е да се случува, Бог е со него. Ја знае ултимативниот крај, го знае вечното царство. Знае што го чека. Кога има љубов, што е да се случува околу нас, луѓето стануваат едни со други, да си помагаат, да покажуваат верност, да покажуваат кроткост. Каде што нема љубов, доаѓаат кавгите, доаѓаат борбите, конфликтите, кој над кого ќе надвладее. И тоа е она што треба да го молиме, да го бараме во молитва. Бог да го произведува во нас неговиот плод. Кога тој го произведува плодот во нас, тогаш ние може да го живееме вистинскиот христијански живот во послушност и поклонност кон Бог. И затоа на крајот вели, против такви нема закон. Кој закон би го елиминирал, би го изместил сето тоа? Нема. Ова е над сето тоа, над законот е духот. Љубовта е над законот. За љубовта нема закон, против љубовта нема закон. И треба ние да се испитуваме. Кога луѓето, овој список не е даден за да ги проверуваме другите, ние да се провериме. Дали во нашиот живот ги има делата на телот или плодот на Светиот Дух. Плодот на Светиот Дух ќе доведе до поинаков живот. Тој ќе се види. Кога Господ Исус им каже на учениците, имајте љубов еден кон друг, така ќе ве познаат сите дека сте мои ученици. Видливо е тоа, ќе го видат луѓето. И навистина што гледат луѓето кога го наблюдуваат нашиот живот? Велат ли, овие се поинакви, овие се навистина духовни луѓе. Или пак се викат, не се никакви, не се поинакви во ништо од нас. И продолжува, уште малку, ќе разгледаме, оние по кои се Христови, вели, го раснаа телото свое со своите страсти и похоти. Павле за себе рече во 2 глава 18-19 стих дека тој се сораснал со Исус, нели, и дека тој повеќе не живее. И таму контекстот на крајот на 2 глава е спасението. Тој раскажува за конфликтот со Петар и на крајот, нели, му вели, ти кој живееш, не живееш како евреин, зошто ги тереш другите да живеат како евреи? Зошто вели, ние, евреите, разбравме дека никој не може да се спаси преку делата на законот, туку само преку верата во Христос. И продолжува и вели,
нашата преку вера во Христос ние се соединивме и таму тој говори за спасение, за онаа заменичка жртва на Христос. Ние така се соединивме со Христос, што станавме дел од Него и на крстот. Ние со Него се распнавме на крстот, ние со Него плативме за гревот на крстот, иако Христос тоа го направи се, но преку верата се соединуваме. И сега Павле овдека во овој дел за нашето живење, нашето преобразување во светост и праведност е и ние на крстот се распнавме со Христос, за да бидеме спасени, да бидеме ослободени од проклетството на законот, да бидеме прифатени од Бог и ние, и употребава орисната форма, се уште сме распнати таму на крстот со Христос, таа е продолжителна форма. И на крстот умира нашиот стар човек. Умират страстите и похотите. Тоест, во делото на крстот на Христос е дело за спасение, но и дело за наше осветување. Соединувајќи се со Христос, ние и се спасуваме, но и добиваме потенцијал да живееме праведен живот, свет живот, да се преобразуваме. Зошто? Зошто таа жртва на крстот го ослабнува законот на гревот во нас. И со духот во нас ние можеме да живееме победоносен живот. Христос прави се. И крстот и спасува, крстот и осветува. Бидејќи Христос во нас, соедините во Христос, ослабнува законот на гревот. Телесната сила слабе. Стариот човек слабе се повеќе, одумира во нас. А бидејќи духот е вечен, надприроден, не само што живе туку, тој плод станува поголем. И тоа го гледаме во продолжение, вели. Ако живееме, значи ако ние сме распнати со Христос, ако таму на крстот умира стариот човек, ако ние сме го распнале телото со страстите и похотите, ако живееме со духот, тогаш по духот сме должни и да постапуваме. И сега овдека Павле не користи збор постапуваме, повторно користи збор одиме, но не е перипатео, како зборот во 16 стих, туку користи друг збор стоихео. Оној сличен ова форма на зборот стихија од 4 глава. Сеќавате, говоревме зборот за паробитните стихии. Стихија во суштина значи стихија некој ред, некаков, како абецедата, некаква низа. И овдека ова е, од стоихија имаме форма на одење. Тоест, се користи овој збор исто кога одат војниците. Тие одат обично во колона. Повеќето од младите не сте биле во војска, јас бев во војска. Првите неколку месеци задолжително по неколку часа учевме строев чекор, да одиме, еден за друг, лева, десна, лева, десна. Аз греши некој и кога одиш лева, десна, сите одиме заедно. Како што првиот оди лева и ние лева. Ако некој сгреши 3 круга околу касарната, па нема грешење повеќе. Додека не научиш. И која е идејата овдека? Ако ние сме се соединили со Христос на крстот и сме го распнале стариот човек, тоест ако живееме по дух, тоа значи дека живееме по духот. Тоа значи дека ние треба да одиме, да чекориме, да држиме чекор со духот. Како што духот не води, така да одиме по него. Во чекор, со духот. Нема губење на чекорот. Цело време во духот. Цело време кон она што духот не насочува, во словото. Бидејќи тој ни го дава плодот, за да можеме да го правиме тоа. Сега, чекорењето на почеткот е нестабилно. Се прават грешки. И како нарочно Павле тука употреба зборот стихи, значи нешто првобитно, оние први принципи, како детето кога се учи на азбуката, така и ние почнуваме нестабилно, ќе паднеме, ама духот е во нас, ќе не крене и продолжуваме додека нашиот чекор не стане постабилен и постабилен. И со текот на времето ние ставаме подуховни. И веќе во 6 глава Павле ќе почне да говори, каде што е уште попрактично сето тоа представено, за духовни луѓе. Духовните
Со дух на кроткост што треба да прават? Да ги поправаат оние што, и тука употребава слична форма, во нашиот превод, оние што ќе сгрешат, уствари, буквалниот збор е оние што ќе се сопнат, оние што ќе го загубат чекорот. Треба да бидат поправени. И тоа е, ако сме дух, како ќе се види дали сме духовни? Ќе се види дека сме духовни ако одиме по духот. А ќе се види дека одиме по духот, чекориме по духот, ако во нас има љубов, радост, мир, воздржливост, благост, кроткост, самоконтрола и така натаму. Тоа е показателот. Дали ние сме од духот или живееме во телото. И завршува Павле кој еден заклучок, вели. И така, да не бараме лажна слава, еден друг да не се предизвикуваме, еден друг да не си завидуваме. Сите овие нешта, што ги спомнува овдека, веќе беа спомнати во делата на телото. И така сушност, така да каже. Немојте да одите по телото. Немојте да ги извршувате делата на телото, туку одете по духот. Лажната слава. Кој бараше лажна слава во Исус кого критикуваше за слава? И критикуваше фарисеите. Оние кои ги насочува луѓето кон законот, кои им наметнуваа јарем. Јарем на другите, а ни со прст не подмрднуваа да им помогнат. Кој тоа се носи, легализмот носи славолюбие, гордост, ривалство, завист, конфликти и така натаму. Ние секојдневно се соочуваме со тоа, бидејќи тоа е дел од нас. Сето тоа е дел во стариот човек го има во нас, се соочуваме. Во борба сме. И затоа ни треба духот. Ни треба помош на духот, да се молиме на Бог. Духот да действа во нас. Да не насочува, да ни дава копнеш, да читаме повеќе, да изучуваме, да живееме воопштени со Бог. И тој да го раѓа плодот во нас. Зашто на крајот на криштата тој го знае патот. Тој не води. Тој ќе не доведе на крајот до вистинското место. Во времето на Втората светска војна, кога Англија била постојано бомбардирана од германската администрација, или како да не користиме некоректни зборови, кралот во тоа време, Џорџ VI, требало на 31 декември да прочита некоја новогодишна порака во мрачно време и тој решил да прочита еден стих. И рекол, и во тој стих вака, тоа е некоја песна англиска. Му реков на чуварот кој стоеше на влезот на новата година: дај ми светлина, за да можам безбедно да одам во неизвестното. А тој ми рече: стави ја својата рака во раката на Бог и тргни кон темнината. Тоа ќе биде за тебе побезбедно од било што друго. Нема ништо побезбедно за нас, христијани, од тоа да се фатиме за Божјата рака, а тој ќе не води. Колку е да е неизвестно, тој ќе не води. Да го следиме, да одиме по него, ќе живееме безбедно и така ќе се види дека сме Божите деца. Амин.